Еден загинат на 34 годишна возраст и тројца тешко повредени е црниот биланс кој што се случи во Скопска Киселавода за време на градежни изведби во сопственост на фирма на поранешниот граначелник на аеродром Ивица Конески. Според остапните информации, тројцата повредени се наоѓаат на клиничкиот центар со тешки повреди. Од основното јавно обвинителство е издадена наредба за обдукција на починатиот работник, а на терен постапуваат и Државниот инспекторат за труд и општинските градежни инспектори. Дежурен јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје изврши увид на лице место на локација во Кисела вода, каде при одро на градилиште еден работник го загуби животот, а тројца беа повредени. Јавниот обвинител издаде наредба за обдукција на починатиот, во насока на испитување на причините за несреќата, но и почитување на прописите за заштита при работа, постапуваат и Државниот инспекторат за труд, како и општинскиот градежен инспектор. Реакција имаше и од советничката група на СДСМ во општина Киселавода. Тие побара вонредна седница на Советот, мораториум на активните градилишта, формирање стручни комисии и поголема транспарентност. Денес поднесовме барање за итно свикување на вонредна седница на Советот на општина Киселавода. На таа седница бараме да се донесат конкретни одлуки. Формирање на независна стручна комисија која ќе изврши целосна проверка на сите издадени одобренија за градба на територијата на општината. Итно воведување мораториум на сите градежни активности, се додека не се утврди дека истите се безбедни и во согласност со законите. Обезбедување целосна транспарентност преку јавно објавување на сите документи, дозволи и наоди поврзани со градбите. Од општина Киселавода изразија жалење за настанот. Градоначалничката Бети Трајковска-Стаменковска најави целосна истрага и порача дека општината е отворена за соработка, но апелираше трагедијата да не се користи за политички цели. Во однос на барањето за вонредната седница, општината е отворена за дискусија. Но она што мораме сега во моментов да го направиме е моментот да запазиме на професионалност и одговорност. Значи да ги оставиме институциите професионално и одговорно да си ја завршат работата. Општината целосно соработува со институциите и ќе постапи согласно сите наоди и препораки. Ја разбираме загриженоста на јавноста, но апелираме на одговорност и воздржаност од изнесување непроверени информации и политизација на случајот. Граѓаните се со поделени мислења. Дел од нив велат дека се чувствуваат небезбедно поради зголеменото присуство на тешки возила поврзани со градежните активности и бараат подобра контрола и безбедност. Не се задоволни никој. Да. Не сте и све градите ги направија на улиците ги затворија, немаме кај да одиме. Терасите се на тротоари згоре и не можеш да поминеш, не сме безбедни. Предише се гради, кој дава дозволи, не можам да знам. А дали се чувствувате безбедно додека се движите покрај градилишта? Па, како да ви кажам, не е баш најсигурно. Така улиците се тесни, неприступачни, градат сегдека на тесни локации, така да стварно смета, а и пренатрупано згради. Не се движам воопшто покрај градилишта и немам ни потреба. Тоа е. Зашто да одам таму кога е опасно едноставно, само по себе е опасно, не заради друго. Не е пренатрупано, еве ние тука гледате сами. Таму кај што може се гради, таму кај што не може, што овде има место, простор има доволно. И мора да се гради. Луѓето кај ќе живеат ако не се гради едноставно. Од Синдикатот за градежништво бараат итна истрага и утврдување одговорност. Според председателот Иван Пешески, годишно во земјава се случуваат околу 20 несреќи со фатален исход и повеќе од 200 повредени во градежништвото. Тој нагласува дека ваквите трагедии може да се спречат со доследна примена на законите и на времена контрола. Утрово немаше да имаме загинат работник, доколку се почитуваше законот, иако тие што треба да ги контролираат спроведувањето на законите, треба да се на терен пред да се случи несреќа, а не отпосле. Со просек од 20 несреќи со фатален крај и преку 200 повреди при работа годишно, Македонија за жал, особено во секторот градежништво, е убиец број 1 во Европа. Инаку според информациите, инвеститор на градежните работи е компанијата Нари Инвестмент Доје Скопје, чиј собственик е Ивица Конески, а изведувач е компанијата Јакимовски Доел.